Денеска православната црква ги празнува Преполовение премудроста Божја и преподобниот Теодор Освештен. Преполовение премудроста Божја. Еден од господовите празници е празникот Преполовение на Педесетница, кој се празнува во црквата на средината од периодот од празникот Воскресение Христово до празникот Педесетница, тоест во средата пред неделата на Самарјанката, односно петтата недела по Великден. Може би е непознат во народот, но се работи за голем Господов празник, бидејќи се однесува на Христос, владиката. Оваа поделба и поставување на празникот Преполовение во 12 празници тргнува од гледиштето дека овој празник ни ја дава можноста да го видиме Христовото дело од неговото крштение во реката Јордан до неговото преображение и до неговото страдање. Знаеме добро дека светите евангелија го опишуваат тоа што го кажал Христос, што го направил и што го претрпе за спасението на човечкиот род. Токму овој празник ни ја дава можноста да ја видиме таа страна што кажал и што направил, која е доволно суштинска. Со други зборови се покриваат сите христолошки собитија, од Христовото крштение до неговото преображение. Важноста на празникот Преполовение, кога се празнува Христос како премудрост Божја, се гледа од тоа што соборните храмови, што го имале името Света Софија премудрост, не биле посветени на некоја светителка што се викала Софија, туку на премудроста Божја, а тоа е Христос. Нивната храмова слава била според разни испитувања на празникот Преполовение. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Воскреси из
Плотитися от святия Богородиці і присно Деві Марії, непреложно во человечі вися, распнися же Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троїці, спрославляем і Отцу і Святому Духу, спаси нас. Преподобниот Теодор Освештен, ученик на светиот Пахомий, роден и пораснат како незнабожец, но како момче дошол до сознание на вистинската вера и се крстил и слушнувајќи за светиот Пахомий, отишол кај него во манастир тајно од своите родители. Светиот Пахомий го замонашил и го возлюбил поради неговата необична ревност и послушност. Кога дошла мајка му да го вика назад дома, тој не сакал ни да и се јави, но му се молел на Бога за неа, за Бог и неа да ја просветли со вистината. И на вистина, мајката не само што не го вратила својот син дома, туку и самата не се вратила. Видувајќи недалеку женски манастир со кој управувала сестрата на Пахомий, таа стапила во него и се замонашила. По известно време во манастирот дошол и братот на Теодор, Пафнути, та и тој се замонашил. Се случило еднаш епископот на градот Панапол да го повика светиот Пахомий да му устрои манастир за мнозина кои што го пожелувале монашкиот живот. Пахомий го зел со себе Теодор и му ја предал должноста околу устројувањето на манастирот. По смртта на светиот Пахомий, Теодор станал игумен на сите Пахомиеви манастири и до длабоката старост поживеал богоугодно, управувајќи го мноштвото монаси на патот на спасението. Се упокоил мирно и се преселил во царството на вечната светлина во 368 година. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рощую.